Во наредните неколку минути имаме разговор во живо, зборуваме за француската музика на Балканот, односно како овие 3 дена Скопје и Македонија пулсира токму во тој ритам. Како што можам да видам, предвидени се или веќе дел се случуваат 50 бесплатни концерти, диџејски настапи и сето тоа во рамки на еден голем и значаен настан за кој зборуваме во наредните минути. На моје драго задоволство, добро утро велам за тројца господа од Францускиот институт кои се во Скопје. Пред се добро утро велам за господинот Жислер, директор на Францускиот институт во Скопје и воедно советник за култура и соработник при амбасадата на Франција. Но тука го имаме и господинот кој директно знае што значи да се биде на сцената, господинот Парије. Добро ви утро. Добар ден. Благодарам. Ајде да дадеме краток вовед најпрви за самиот настан, што конкретно се случува, колку македонскиот народ е подготвен да прифати нешто кое е поразлично, односно да имам толку многу 50 бесплатни манифестации, настани во Македонија, подржани со француска култура, француска музика. Merci beaucoup pour l'invitation, cher Dimitar. Alors, la logique en fait de ce partenariat avec Password Production résulte d'une coopération ancienne avec Password et avec la conférence PIN. Ви благодарам многу, господине Димитар, што не примивте утрово во емисијата во вашето студио и на логиката на ова соработка со логин, со Password продукција е резултат на една долга соработка, токму што имаме со оваа продукцијска куќа, односно со Password продукција. Nous avons eu la chance d'organiser par le passé avec Password des concerts de grande envergure, avec notamment Manu Chao ou Zaz, et ce sont des concerts qui avaient eu un large succès ici en Macédoine du Nord. Ние во минатото имавме прилика заедно со Password продукција да организираме навистина големи концерти, како што беа концертите на Ману Чао, концертот на Заз, кој што има голем, како да кажеме, одек и ефект кај македонската публика, односно кај публиката во Северна Македонија. Donc c'était tout naturel en fait de poursuivre cette coopération cette année avec plus de 45 invités français à la conférence PIN en 2025, 9 groupes et une quinzaine de producteurs, dont Frédéric présent aujourd'hui. И беше сосема логично да се продолжи таа соработка, таа убава соработка што имавме со Password продукција, со едно силно француско присуство во рамките на ПИН музичката конференција, на која што оваа година имаме исклучителен број на гости, односно 45 гости од Франција, меѓу кои 9 музички групи и 15 продуценти и професионалци, меѓу кои е тука нашиот гостин, господинот Фредерик Парије. Така е, на 27 месецов започна целата манифестација, 3 дена пулсира Скопје, Македонија, токму во тој ритам на француската култура, француската музика. Па морам да прашам кои се локациите каде публиката може да дојде да ужива во сето тоа што се случува. Alors, effectivement, ça a commencé jeudi soir à partir de 19h. Ça a continué toute la journée du vendredi avec des rencontres professionnelles, des concerts en soirée le vendredi soir. Ça se poursuit aujourd'hui et jusqu'à dimanche et c'est au Meketse, donc au Centre culturel des jeunes. Да, токму така целата манифестација започна во четврток 27 ноември во 19 часот со свечено отварање, продолжи со концерти. Следниот ден, значи петок 28 ноември, исто така имаше во првиот дел на денот имаше професионални средби, се разбира, на тема музика и француска музика, а после тоа имавме концерти кои што повеќе концерти кои што да во текот на вечерта. Целиот настан продолжува и денес со професионални средби и со концерти се завршува во недела, а сето тоа се случува во Младинскиот културен центар. Donc, ce sont des formats courts, des showcases. Il y a plein de scènes différentes au Meketse. Et donc, il y a une possibilité de découvrir un nombre très important de groupes émergents de la scène culturelle et de la scène musicale française, mais également de la région. Сето тоа се случува, значи самите концерти се шоукейс, значи со
траат по половина час, идејата е да се открие нели нивната музика и некој во Младинскиот културен центар има повеќе сцени Така. каде што може нели да се оди од едно до друго место и да се открие целото богатство на француската музичка сцена, но не само на француската музичка сцена, туку и на музичката сцена од целиот регион. Господине Жислер, неколку месеци сте во Македонија. Кои се вашите импресии, впечатоци за Македонија? Сега ние како држава имаме можност да видиме или да доживееме дел од француската култура, француската музика, но кои беа вашите впечатоци кога можеби ги слушнавте едни од најпознатите македонски песни? Mais quels sont vos sentiments quand vous avez entendu peut-être de la belle musique macédonienne? Ah, effectivement, j'ai eu l'occasion et la chance déjà d'écouter de la musique traditionnelle, mais également de la musique contemporaine plus émergente macédonienne. Et je dois vous avouer que ces 3 premiers mois étaient formidables de découverte, mais il me tarde de découvrir encore davantage la richesse de la culture macédonienne. Да, секако во текот на овие 3 месеци мој престој тука имав прилика да слушнам традиционална македонска музика, но не само тоа, имав прилика и да слушнам македонска современа музика, која што е доста богата. Овие 3 месеци што ги проведов во Македонија беа навистина извонредни, богати со откритија, многу работи открив, но исто така ми се брза да продолжам понатаму и да го откриам целото богатство на македонската култура. Et ce genre d'événement, la conférence PIN, c'est justement une manière aussi de découvrir la scène émergente macédonienne, la scène musicale émergente macédonienne. Donc c'est formidable. Да, а токму вакви настани како што е ПИН музичката конференција, се исто така прилика да се открие младата македонска музичка сцена, односно онаа музичка сцена која што е во подеми, и тоа е навистина нешто вака убаво извонредно. Така е, делумно споменавме, но ајде повеќе фокус да дадеме токму на фокус француска музика на Балканот. Неколку повеќе детали па и да заинтригираме некој зошто да биде баш дел од овие случувања. Dans les Balkans, essayons d'intriguer un peu le public. Pourquoi voilà, cela fait partie de tout cet événement? Alors, ce focus France Musique dans les Balkans, il a été pensé avec l'Institut français de Paris pour susciter l'intérêt à la fois des professionnels de la région, des Balkans, mais aussi de Macédoine du Nord, mais aussi du public, pour la scène culturelle, la scène musicale émergente française. Да, целиот овој запад фокус на француската музика на Балканот беше осмислен заедно со Францускиот институт во Париз и идејата беше на некој начин да се предизвика интерес кај професионалците од целиот регион, односно нели од сите соседни земји на Балканот, но не само тоа, туку и на самата публика која што доаѓа на ПИН музичката конференција за младата француска музичка сцена и културна сцена, значи онаа музичка сцена што е сега во подем. L'objectif étant de favoriser des échanges entre professionnels de la musique ici dans la région, mais également professionnels en France, pour avoir la possibilité pour les artistes français de se produire dans la région, mais également pour des artistes macédoniens et des Balkans de se produire en France à l'avenir. Значи идејата да се предизвика размена помеѓу професионалците во светот на музиката во Франција, но исто така и оние во наши македонски, туку и сите од регионот, со цел да француски уметници, француски артисти, музичари може да настапат тука во Македонија, но исто така и во земјите на регионот, а во исто време македонски музичари или музичари од целиот регион да настапуваат во Франција. Така, благодарам за овој дел од разговорот. Морам да го прашам и господинот Парије, со години сте дел од ова случување. Cela fait des années que vous faites partie de cet Кои се événement. вашите импресии, впечатоци еве конкретно од годинешново издание и што се очекува од следните можеби, затоа што оваа година 9 бендови, 15 продуценти ќе бидат дел од овој настан? Quelles sont vos impressions de toutes les fois où vous avez participé dans le passé à la conférence musicale PIN et quelles sont vos attentes puisque cette année il y a 9 formations musicales et plus d'une quinzaine de professionnels français qui participent à la conférence musicale. D'accord. Bonjour Dimitar. Dimitar. Du coup, moi cela fait beaucoup d'années que je viens à la PIN.
Што се однесува до мене, веќе повеќе години доаѓам на ПИН музичката конференција. Pour moi, c'est une conférence très importante dans mon emploi du temps. За мене тоа е една многу важна конференција во мојата агенда, во моето работно време на некој начин. Premièrement, parce que je réponds à l'invitation de Login et de Password Production qui organise cet événement et qui fait preuve d'une extrême générosité, d'un grand sens de l'accueil, qui nous fait découvrir la Macédoine, la culture, qui prend bien le temps de s'occuper de chaque personne. Et je sais ce que c'est un travail extraordinaire et vraiment une grosse préparation pour lui de faire ça. Donc il fait preuve d'une grande abnégation et d'une grande générosité. Да. Во секој случај со тоа нормално се обидувам да одговорам на поканата што ми ја дава Логин, односно господинот Логин Кочички и ПИН музичката конференција, кои што имаат големо чувство за прием на луѓе, голема дарежливост и исто така ја организираат оваа конференција со на некој начин со совршен организацијски пристап, но исто така и со многу одрекување, со многу убав прием на гостите и за мене е важно на некој начин да земам учество на таа конференција. En plus, moi je viens ici donc depuis longtemps, donc j'ai pu découvrir le Macedonian Mood et vraiment ici on se sent comme dans une famille. И доаѓам долго време, ова ми возможува се разбира да откриам и македонската музика, но македонскиот начин на живење, македонското расположение и за мене сето тоа е многу важно. Quand je vais à Skopje, dans les bars, dans les manger, faire les courses, on se sent vraiment comme à la maison et ça c'est vraiment très fort en tant que Français puisque vous avez un sens ici de l'accueil que je trouve extraordinaire. Во секој случај, значи тука кога доаѓам, кога одам во клубови, во барови, кога одам некаде да јадам, има секогаш еден извореден прием. Можам да ви кажам дека вие имате стварно изворедно чувство за гостолюбивост, за прием на луѓето и тоа е нешто навистина одлично. Ви благодарам, верувам дека одлично си поминавте во нашата утринска програма. Ви посакувам успешен завршеток на целиот настан, па се слушаме, односно се гледаме во некоја следна прилика. Et nous allons, j'espère, nous voir dans un prochain événement. Vive la Godaram Limited. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation.